Благодарам, председателе. Почитувана колешка Николова, ние се договоривме дека особено во ресорот на образование, наука и спорт ќе работиме транспарентно и така е и од двете страни. Јас лично го почитувам вашето мислење и вие имате право да имате став и бидејќи представувате група на граѓани кои за жал се многу помалку од пола милион граѓани кои не ја дадоа довербата и затоа сме владеачко мнозинство. Она што е суштински важно кога дискутираме приносењето на законот за средно образование е дека конечно треба системските закони да ги устроиме во ерата во која што живееме, во 21. век, и да овозможиме образование на сите млади граѓани на Република Македонија кои ќе можат потоа да бидат адекватни на пазарот на трудот. И тоа е нашата заложба. Во поглед на истакнувањето за неопходноста за реализирање на јавна расправа. Од почетокот стоиме на ставот и не само министерот, туку и сите ние, дека таа јавна расправа треба да се случи. Прашањето е кога ќе се договориме за терминот и кога ќе ги определиме луѓето кои што ќе ги повикаме од стручната фела да партиципираат. И не станува збор за јавна расправа, Оливер, за законот, станува збор за реформата во образованието, за концепцијата. За тоа се бара. Не сте во право. Концепцијата која што веќе се спроведува и за која што има јавни расправи низ цела држава, за која што дискутираат и граѓанскиот сектор, овдека се донесе одлука на нашата комисија да спроведеме и во собранието и тоа ќе го направиме. И ви го ветувам, дур сум јас председателка на комисија, тоа ќе се реализира. Прашање на време. Она што нас ни треба како парламентарна, значи како да кажем една заедница која ги обединува различните политички опции, е консензус во однос на стручните и суштествените прашања кои што дефинитивно ќе одат во рамките на општествениот консензус. Само врз основа на таков диалог можеме да реализираме, без оглед на кој е на власт и без оглед кои луѓе ги водат одредените ресорни министерства. Затоа е потребно кога водиме одредена јавна дебата, да ја водиме транспарентно и врз основа на аргументација, а не врз основа на политички флоскули. А за политичарите кои што едно правеле кога биле на власт, а поинаку зборуваат кога се во опозиција, одговорот можеме да го продолжиме на некоја дебата, доколку сакате. Пријатно.